Со конечен резултат од 86:60, кошаркарскиот клуб Борец Баскет го совлада кошаркарскиот клуб Срндримо Струга. Со убедлива игра во текот на целиот надпревар, кошаркарите на Борец Баскет ја извојуваа премиерната победа во втората кошаркарска лига. Задоволство од играта и резултатот по надпреварот изрази тренерот Љутков. Овака искрено, како за прва утакмица и фактот дека се собравме многу касно за почеток на сезоната, искрено сум задоволен, искрено ги надмина моите очекувања. Сепак ова екипа која минатата сезона игравме заедно во третата лига и ја добивме многу тешко на домашен терен. Меѓутоа денеска момците има фантастична поддршка од публиката. Велес сака спорт, денеска го покажа тоа. Иако имаше дерби надпревар во шпанско првенство, сепак публиката дојде во голем број и мислам дека најпосетен надпревар во последниве неколку години во Велес. И мислам дека борбеноста, желбата, жарот, желбата за победа го донесе овој резултат. Момците од Борец Баскет покажаа колективно добра игра, но по бројот на поени асистенции на теренот се издвоија Виларов и Ивковиќ. Ние сме задоволни, добра игра прикажавме, големата поддршка од публиката, им благодарам на сите што присуствуваа и ветуваме дека се поише и поише ќе даеме од себе и дека наредниот пат уште со поголема разлика и ќе направиме успех оваа сезона. Мислам дека пресудно за овој напред беше публиката која ќе дојде во голем број на оваа такмица. Сакам да се заблагодарам незе и во наредните надпревари да иде во што поголем број. Покажавме дека кошарката се враќа на голема врата во Велес и благодарам публиката што не бодеа цело такмица и тоа е тоа. Кои се очекувањата понатаму во сезоната? Па одиме споро од надпревар во надпревар, значи немаме некои поголеми очекувања во оваа сезона, значи битно е оваа сезона да опстанеме во втора лига. Па ќе видиме од година на година апетитите ќе се зголемуваат, се надевам до прва лига. Честитки за победата и задоволство од атмосферата во салата изрази и гостинскиот тренер. Одличен второлигашки надпревар, отварање на втора лига, добра утакмица. Ние сме со млад состав ова година, исто така и Борец, мада имат поискусни играчи како Неделков, Ивковиќ, Виларов. За нас ова е нешто ново, пошто после 5 години веќе сме се во втора лига повторно и така. Добра атмосфера, публика добра, без инциденти, одличен надпревар. Што беше пресудно за крајниот резултат според вас? Па за крајниот резултат добар скок на домачинот и шутот за 3 поени. Тоа е преломи надпреварот и мислам дека вака ако продолжат да се надпреваруваат Борец од Велес, ја мислам дека ќе се борат за самиот врв на табелата. Заслуга за бројот на публика во спортската сала Гемиџи има и акцијата Сакаме спорт во Велес, за која повеќе проговори еден од незините иницијатори Зоран Николов. Кошаркарскиот клуб Борец Баскет влезе во втората лига и работиме на тоа да најдеме финансии за клубот, бидејќи вистински големи спонзори нема, меѓутоа со некакво граѓанска активност се трудиме да го подигнеме нивото на размислување и да ги натераме луѓето да си имаат навика за присуствување на спортски надпревари, како што е во случајот со кошаркарскиот клуб Борец Баскет. Работиме на тоа со символична сума на сезонски влезници од само 200 денари да ги потикнеме луѓето да не само да присуствуваат, туку и да се ангажираат на некој начин хуманитарно, да го потпомогнат колку што може секој од нив. Клубот секако се разбира дека многу би ценеле кога граѓаните би ги имало во што поголем број. Имавме исто и донации од странство. Тоа сум премногу благодарен. Идниот надпревар на кошаркарскиот клуб Борец Баскет е против тимот на Тетекс од Тетово на гостински терен, а потоа во Велес доаѓа минутогодишниот прволигаш Вардар Паве. Велешките кошаркари очекуваат победа во сите надпревари на домашен терен сезонава и се поголем број на поддржувачи во спортската сала Гемиџи.